Бугарија мора да стави вето за приемот на Македонија во Европската унија и НАТО, бара лидерот на бугарската партија ВМРО-БНД Красимир Каракачанов. Бугарскиот националист ги повикува властите во неговата земја на тој начин да ги запрат репресиите што македонската држава ги правела врз бугарските граѓани. За да запрело малтретирањето на бугарите во Македонија, партијата на Каракачанов испратила писмо до бугарските институции, со кое бара за казна да не се укинуваат визите за македонските граѓани. Македонците од Бугарија не се изненадени од ваквите провокации. Велат дека Македонија ја пропуштила шансата да се реши проблемот со Бугарија пред незиниот влез во Европската унија, кога владата на Љупчо Георгиевски потпиша спогодба со која се тврдеше дека сите меѓусебни проблеми се решени. Во името на европската иднина на Балканот, тогашните управлачи на Република Македонија, премногу европски можеби, како што се покаже сега, и дадува зелено светло на Република Бугарија да си го реши последниот проблем со соседите, за да може да оди во Европа. Во моментот кога се разбра дека таа ќе влезе во Европската унија, најнаш тоа го смени и започна една нова пропаганда која што станала се посилна дека Република Македонија е неблагодарна, таа прави провокации, таа ги прогонува бугарите, па сега Бугарија треба да искористи својата позиција како член на Европската унија и да го следи примерот на Грција, да ја оценува Македонија за се и се што највеќе за нејзиниот идентитет. Вчера од бугарска страна е испратена уште една провокација кон Македонија. Новинската агенција Фокус објави текст во кој Илинденското востание се представува како бугарско, а Илинден за бугарите бил Великден. Баница, Воден, Лерин, Преспа, Охрид и Битола се представени како бугарски територии. Од Омо Илинден Пирин велат дека ова е уште една од серијата негации на македонската историја, јазик и култура. Се по најпростиот начин е прогласено за бугарско. И од тука натаму било каков повод историски се претвара неизбежно во некоја провокација, бидејќи на еден или друг начин представува обид да се негира постојањето на македонската нација и истовремено представува обид да се насадува во свеста на бугарски државјани дека сето тоа е бугарско, дека нема Македонија, тоа е Бугарија. Тоа веќе последното толку грубо кажано што представува веќе и територијална претензија, дека тоа е Бугарија. Тоа фактички тогаш не било никаква Бугарија, како и да го погледне човек, бидејќи тоа било Турција. Националистот Красимир Каракачанов и директорот на бугарската агенција Фокус Красимир Узунов важат за блиски луѓе до тајните служби во Бугарија. Иван Костов го замрзна, Бојко Борисов го враќа во фокусот. Македонското прашање по неколку годишен мораториум повторно е на масата на официјална Софија. Првите сигнали дека Бугарија го менува курсот на политиката кон земјава се веќе упатени, сметаат аналитичарите. Вмешувањето на бугарската влада во случајот со гегеличанката со бугарски пасош Спаска Митрова е доказ за новата политика, што можеше да се насети уште со самото назначување на докажаниот антимакедонист Божидар Димитров за министер за диаспора. За нас е тоа лош момент, во секој случај, бидејќи бугарската политика кон Македонија е побудена од разни историски романтични верзии на тоа чија е Македонија, чија треба да биде и какво е ова население тука по самосвест, по националност и која ќе биде едината на Република Македонија. И во случај да постои доза на бугарски национализам, јас би го нарекол, Македонија ќе има и проблеми во понатамошниот тек на зачленувањето во Европска унија со Софија. Случајот со Спаска Митрова покажа како илјадниците македонци, што минативе години зедоа пасоши, можат да бидат искористени за бугарската кауза, а за возврат на тоа да добијат заштита од соседната држава. Македонските власти треба многу внимателно да реагираат на бугарските провокации, препорачува Даскаловски. Правото и правниот систем според него се единствениот лек на проблемите од ваков тип. Кога имате ситуации каде што вас се обвинуваат дека нешто сте направиле или сте направиле нарочно заради идентитетот на тој државјан е бугарски, вие мора да докажете дека тоа не е така, дека правно гледано господјата не е во право или било кој во иднина што ќе се случи, да не се зафаќате на прашањето од идентитетот, бидејќи тогаш ќе доаѓа до една друга политичка игра која што нас нема да ни користи. Дека има амбиции македонското прашање да го врати во агендата на Софија, Бојко Борисов најави уште пред да седне во фотелјата. Го кажа и рецептот, ќе купувал фирми, па така економски зависните македонци, не само што ќе ја почитувале, туку ќе ја обожавале Бугарија. Зачинот го испорача сега. Се заканува дека Македонија ќе се соочи со блокада во евроинтеграциите, доколку не го промени третманот на бугарите во Македонија, колку и тазе да се тие. Македонија од мало сестриче порасна во К. Ова го изјави високиот функционер во бугарската влада Божидар Димитров, оставајќи ги новинарите сами да се сетат што значи иницијалот К. На парламентарната комисија за верски прашања, каде бугарите дискутирале за случајот Спаска Митрова, министерот за диаспора рекол:
Ние се дружиме со Македонија како со мало сестриче, само што тоа порасна. Македонија сега веќе има 20 години и од мало сестриче порасна во К. Димитров, кој по функција треба да ги штити правата на диаспората, обвинил дека нашата земја ги тортурира бугарите и дека секој кој ќе се изјаснал за припадност различна од македонската, завршувал во затвор од 3 до 5 години. Од кабинетот на Димитров, наместо коментар, добивме смеење. Неговиот советник иронично кажа дека министерот во последно време внимавал како се однесува. Премиера и министер Димитров се разбрали всяка позиција негова да се съгласува внимателно с външния министър Желева. Така е редно да стават нещата и министър Димитров от известно време се съобразява с това нещо и много внимава с характера на медийните си изяви. Неодамна премиерот на Бугарија Бојко Борисов изјави дека го опоменал Димитров за недоличното однесување и неговите коментари за Македонија. Не сакајќи да ги нарушува добрососедските односи, Борисов се огради од се што кажал Димитров и потенцираше дека тоа се негови лични ставови. Бугарската пропагандна машинерија го засилува темпото. Не се бираат ниту средства, ниту начини како македонската национална историја да се прикаже во бугарско светло. Во погон се ставени сите расположливи ресурси. Откако изминативе денови медиумите на источниот сосед беа полни со информации за случајот на Спаска Митрова и наводната дискриминација на македонците со бугарски пасош, или како што тие милуваат да кажат бугарите кои живеат во Македонија, денеска нови провокации. На бугарскиот интернет портал Фокус осамнаа слики со македонски национални символи кои биле обележје на македонските востанички чети во периодот од Балканските па се до Првата светска војна. Фокус овие символи ги представува како бугарски воени знамиња. Така бугарски станаа знамињата на сите револуционерни чети од македонско-одринскиот корпус, кои действувале од 1912 година. За Фокус бугарски се знамињата на Солунската дружина, Скопскиот полк, како и на Дебарските и Струшките востаници. Повеќе од јасно е дека се работи за уште една бугарска провокација, бидејќи според историјата, македонските чети од 1912 година влегле во составот на бугарската армија како доброволни баталјони и се бореле за ослободување на Македонија. По случајот со Спаска Митрова, која заради непочитување на судска одлука го доби она што би го добил секој кој би го направил истото, Бугарија не мирува. Доказ повеќе изборот за министер задолжен за диаспората во ликот на тврдиот антимакедонист Димитров, според кој земјава не е спремна за европско интегрирање, поради непочитување на правата на малцинствата кои живеат во неа. Во тој случај, непотребно е да се потенцира дека Бугарија е таа која не почитува одлуки на меѓународни судови и каде македонското малцинство нема ниту право да се здружува, ниту пак јавно да искажува својата национална и политичка волја. Сите луѓе се еднакви, само што некои се поеднакви од другите. Дали оваа мисла треба да важи за 10.000 македонци со бугарско државјанство и дали бугарскиот пасош ги става овие луѓе над законите и институциите во земјава?